Добро вечер, Крушево. Добро вечер, драги мои крушевчани. Благодарам. Добро вечер, ВМРО ДПМНЕ. Добро вечер за коалицијата за подобра Македонија. Добро вечер, драги граѓани на Крушево, драги пријатели. Еве го, завршува кампањата, доаѓа победата. 2,5 години издржавме. 2,5 години малтретажа од СДСМ и нивните сценаристи. Многу мудро, многу стамено, многу достоинствено народот на Македонија, граѓаните на Македонија ги издржа овие 2,5 години, изрежирани и сценирани од сценаристот и од СДСМ, односно Зоран Заев. Навистина, многу работи кои што на други места им успеале, тука во Македонија не им успеа. А тоа ќе го видат во недела, кога народот громогласно ќе излезе и ќе ја поддржи ВМРО ДПМНЕ и коалицијата за подобра Македонија. И ќе покаже уште еднаш дека овдека на овој простор, овде во Република Македонија, одлучува народот, граѓаните на Македонија и никој друг. Нека чека Заев некој друг да го донеси за премиер и СДСМ да ја донеси на власт. Се уште не ја научија лекцијата. Се уште не научија дека ако сакаш да добиеш можност да ја водиш државата, треба тоа да го очекуваш од граѓаните, од народот, да бидеш подготвен, да му понудиш добра програма, добри проекти, чесен пристап, а не измами, издржување со разни криминално разузнавачки структури и да чекаш тие структури да те донесат на власт. Тоа народот го виде, го препозна, затоа што нашиот народ е мудар народ и ќе го казни во недела. Ќе го казни и ќе ги казнува се додека не ја научат лекцијата. Да си го почитуваат собствениот народ. Драги пријатели, нашле еден трчи лажи човек, кој што денес едно, утре друго зборува, кој денес тоа што го ветува, утре не важи, кој воопшто не држи до дадениот збор. Нашле таков човек за да им прифати некои работи, со кои што сакат да направат некои работи што не им одговараат, а не на граѓаните на Македонија. Сакаат да ни го растурат со животот. Ние тука на овие простори, во оваа земја, со децени и со векови имаме соживот. Имало понекогаш проблеми, се наоѓале, начини се надминувале, се решавале со диалог, но тука живееме со векови и македонци, и албанци, и турци, и роми, и власи, и бошњаци, и срби, и останати. Заедно го делиме доброто и лошото. Не ни треба некој однадвор да ни ја прекројува работата, да ни ја редефинира државата и да ни го наруши со животот. Заедно се бориме за сите. Кога нашата влада работеше да донесе нови работни места, носеше за сите. Не бираме кој е македонец, кој е влав, кој е албанец, кој е турчин, кој е србин, кој е ром или нешто друго. Се бориме секому да помогнеме и така ќе продолжиме во иднина. И затоа народот не поддржува. Почитувани присутни, во минатиот период видовме каков човек е Зоран Заев. Тој е 11,5 години властодржец во Струмица. Тој е градоначалник на една голема општина со многу народ. 11,5 години, во време во кое Македонија е 5-та во Европа според најдобра бизнис клима и 10-та во светот според најдобра бизнис клима. Во време кога Македонија има најниски даноци во светот, најниски даноци на планетата. Во тоа време Зоран Заев и покрај многуте ветувања и отворени лаги што ги направи особено пред изборите,
не успеа да донесе ниту една крупна инвестиција во неговата општина, а камоли да донесе во другите. А ги лажи луѓето дека ќе направил толку многу инвестиции во Македонија, што ќе немало доволно работници, па од диаспората ќе ги вратил. Драги пријатели, таков измамник не и треба на Македонија. Таков човек што си ги лажи своите граѓани, својот народ, не ни треба. Тој нема да не одведе во добра насока. Тој што чека некој од горе да го донеси на власт, ќе му одговара на тој од горе или на тој од надвор, како го нарекува во пораките, СМС пораките кон мен дуктачи. Човекот кој што си воспоставил систем во неговата општина, да секоја компанија да мора да му плати мито, рекет, за да им даде нешто од општината што со закон им следува. Па воспоставил толку многу ред и толку многу долго време, што кога некој ќе дојде и ќе праша, му вели, па нели знаеш каков е редот? Еве и тој, оној, овој, оној, сите така постапија, таков е редот. 1 евро во општината по квадрат, 1 евро. Така е кај вицето. Сега, драги пријатели, сака тоа да ни го направи во цела Македонија. И во Скопје, и во Крушево, и на секаде низ Македонија, вицето да си отвори по една штедилница, бидејќи така му е навиката, парите ги прима во штедилница. Дебек таму пари се разменуваат и така, да не се примети. Така што ќе си добиете сите по една штедилница, кога сите во градови во Македонија, кога би дошол Заев на власт, бидејќи тој кај што оди си ги носи навиките, работните навики, начинот на работење, вицето со него, лажењата, се си оди заедно во пакет. Така што, драги пријатели, не треба да дозволиме да ни се повтори на ниво на цела држава тоа што го правеше со тендерите во Струмица, каде си ги делеше само на своите роднини. И после ни објаснува дека станал богаташ откако ВМРО дошле на власт. Не, тој стана богаташ откако стана градоначалник на Струмица и откако почна тендерите да си ги дели на своето семејство и само ним да им дава тендери во Струмица, тога стана богаташ и не знае колку пари има сега, пријавува 6-7 милиони евра, пред тој имал една бакалница и уште 1-2 така поситни бизниси, сега милионер не знае точно колку пари има. Драги пријатели, гледаме со што се бил подготвен да се здружи и да направи, само за да се добере до власта во Македонија. Гледаме со какви структури се здружувал, со што се занимавал и гледаме со какво внесување гнев и омрза сега се занимава во оваа кампања. Па тој повеќе време потроши да внесе гнев меѓу народот, да ги закрави луѓето, да навлече гнев на нас, отколку нешто мудро и паметно и некој добар проект да презентира пред луѓето, нешто реално, што ќе им роди надеж и што ќе им помогне, што ќе им реши проблеми. Затоа, драги пријатели, нема да го дозволиме тоа. Нема да дозволиме Македонија да тргне во таков правец во кој што тој сака да ја носи и неговите сценаристи. Досега бевме многу посветени на економијата, на отворањето работни места, на земјоделците, на многу работи кои што ги решаваат проблемите на луѓето и им помагаат. Па така, успеавме невработеноста во Македонија да ја намалиме од 38,7 до најновиот податок што денеска излезе од статистика, 23,4%. Успеавме во Македонија од 560.000 вработени, колку што имаше во 2006 да дојдеме до 728.000 или 168.000 ново отворени места. Преходно велевме 160, денеска излегува новите податоци, 168.000 нови работни места во Македонија. Во време на светски кризи, европски кризи, политички кризи, ја сменивме климата во Македонија во делот на бизнис. Се сменија работите во Македонија. Порано само се отпушташе и се зголемуваше бројот на невработени.
Сега се вработува, доаѓаат нови инвеститори, вложуваат и отвораат нови работни места. Од ден на ден бројот на невработени се намалува. И тоа е добро. Сега бев во Кавадарци. Бев во неколку села, се сретнав со многу луѓе, на крајот се видов со група бизнисмени. Да ги прашам што мислат тие. Знаете ли што ми рекоа? Ве молиме, немојте веќе странски инвестиции во Кавадарци. Не можеме работници да најдеме, носиме од Струмица, од Велес, од не знам каде. И еве, има региони во Македонија каде што во голема мера се постигна поголем дел од целите, во смисла на вработувањата. Има и делови каде што се уште треба да се вложува и да се работи, и ќе продолжиме да работиме. Ќе продолжиме да привлекуваме нови инвеститори. За невработеноста и понатаму да опаѓа. А со опаѓање на невработеноста растат и платите. Така растат платите. Кога се бараат вработените да преидат од една во друга фирма, или тој што се кај него ќе му ја качи за да го задржи, или тој што го бара ќе му даде повисока. Еден ќе мора да плати повеќе. Како ќе се намалува невработеноста, така и ќе растат платите. И така и растеа. Просечната плата во Македонија во 2006 година беше 11.500 денари. Денес е 23.800 денари. Тоа е разлика. Дали е доволно? Не е доволно. Треба уште. И ќе работиме да биде уште. Меѓутоа, имаме континуирано нагорен тренд на раст на просечната плата и надолен тренд на невработеноста. Тоа го сработи оваа влада и тоа ќе продолжиме да го работиме. За наредните 4 години се планираат отворање на најмалку нови 70.000 работни места во Македонија. Невработеноста ќе се сведе некаде помеѓу 17 и 18%. И тоа е прецизно и точно. Ние не одиме со бројки од ракав па да кажеме ќе има нула невработеност. Нула невработеност нема нигде во светот. И тој што ви кажува дека ќе дое до нула и ќе враќа диаспората, како да ви објаснам дека ве лажи безочно, во очи, безсрамно, нечесно. Не треба така. Треба да се кажува вистината. Треба да се кажат работите како што се. Ако можеме и повеќе да изненадиме позитивно, одлично, тоа народот ќе го поздрави, но не треба да се даваат важни ветувања. Затоа СДСМ губа 9 пати поред, бидејќи си го подценуваат народот со важни ветувања. И затоа, бидејќи не ја научија лекцијата, во недела ќе го прокнижат 10-тиот изборен пораз. Драги пријатели, многу се посветивме и на земјоделците. Во минатите години обезбедивме над 1 милиарда евра, или поточно 1,55 милиони евра за подршка на македонските земјоделци. Дадовме под закуп околу 6.000 хектари државно земјоделско земјиште на македонските земјоделци. Намаливме ДДВ за земјоделските репроматеријали и за земјоделските машини, пред 2 години и за сточната храна и за суровото масло. Овозможивме и набавка на нова земјоделска механизација по принципот 50-50. 50 да плаќа земјоделецот, 50% да плаќа државата. Сега по изборите, тоа 50 ќе стане 60 државата, 40 земјоделецот, за да му помогнеме да си купи трактори и друга земјоделска механизација. Го намаливме ДДВ-то за туризмот од 18 на 5%. И направивме многу чекори за да го помогнеме туризмот во Македонија. Странските туристи што доаѓаат сега се двојно повеќе отколку во 2006-та. Направивме многу чекори, субвенционираме над 20 нови летови од Македонија кон надвор и обратно. Помагаме и со субвенционирање на туроператори кои што носат странски туристи во Македонија. Ги охрабруваме и помагаме и да се развие домашниот туризам преку различни кампањи како што е она Истражија Македонија и различни други. Инвестираме во туристичките места, меѓу кои и во Крушево, за да помогнеме туризмот да заживее повеќе и луѓето да имаат фајда од тоа. Ќе продолжиме да работиме во тој правец. Градиме автопати, патишта, експресни, локални, регионални. Започнавме со градба на 3 нови автопати, кои ќе завршат следната година, освен оној Кичево Охрид, кој ќе заврши некаде во првата половина на 18-та. Планираме да продолжиме така. До сега
изградивме и реконструиравме над 510 км регионална патна мрежа и над 750 км локални патишта. Го зголемивме и буџетот за образование за 70%. Се изградија 74 нови училишта низ Македонија, а 400 се реновираа. Се намалија квотите за партиципација на македонските студенти. И сега тие се најниски од било кога. 200 евра во државна и 400 евра во квота со кофинансирање. Беа од 600 до 1200 евра. Опремивме 80 лаборатории. Преведовме над 1000 стручни и научни книги кои се користат на врвните 10 највисоко рангирани универзитети. Обезбедивме бесплатно здравствено осигурување за сите граѓани. Цените на лековите 10 пати ги намаливме. 4700 лекови имаа намалување на цените. И сега, секоја година, граѓаните заштедуваат 33 милиони евра кога купуваат лекови годишно. Наместо во джебовите на фармацевските олигарси на СДСМ, тие 33 милиони евра помалку трошење пари за лекови остануваат во джебовите на граѓаните. А порано се правеле екстра профити на грбот на народот, на грбот на болните. Драги пријатели, се зголемуваа пензиите. Просечната пензија се зголеми за над 70%. Најниската за 90%. Сега оваа пензија што се зима во овие денови, може би некои ја земале, може би ќе ја земат денови, е зголемена за 670 денари. Ново зголемување на пензиите. А во наредните 4 години, ќе имаме уште 2 пати зголемување на вкупно 10,25% зголемување на пензиите. Понатаму, за пензионерите обезбедивме банјско-климатска рекреација бесплатна. Проектот започна во 2010 и досега 30.000 пензионери го искористија тоа. Се обезбеди и проектот бесплатен туристички викенд и ќе продолжат и двата, и за банјско-климатско и за бесплатен туристички викенд. Во бесплатен туристички викенд 4700 пензионери го искористија и меѓу другото го посетуваат и Крушево и ќе продолжат да го посетуваат и да ги пренесуваат своите впечатоци на своите деца и внуци. Драги пријатели, ветивме во 2014 и го реализиравме проектот за еднократен отпис на долгови. 15.000 семејства добија еднократен отпис на долгови заради светската и европската должничка криза и заштедија 30 милиони евра беа заглавени со толку пари. Ветено, реализирано. Тоа е ВМРО ДПМН. Ветуваме на избори, веднаш во првата година се заврши работата. Овозможивме и легализација на дивите градби. По 1 евро од метар квадратен. СДСМ знаеше дека има таков проблем. Не го правеше тоа. Сакаше да ги држи луѓето во заложништво, во страв. Да ги држат за нешто, да има нешто да им кажат, ама куќата не ти е легална. Пази што правиш. ВМРО ДПМН не работи така. Донесовме закон, се пријавија голем број луѓе, огромен дел више ја завршија легализацијата, еден дел се во тек, ќе се заврши тоа. Овозможивме дворните места секој да си ги купи по 1 евро квадрат и местата под објектот. Драги пријатели, во наредниот период ќе растат и платите во јавниот сектор за најмалку 10,25%. Социјалната помош, која досега порасна за 70%, ќе порасне дополнително во наредните 4 години за 50%. Предвидуваме и проект за рурални развојни зони. И речиси сите населени места во Крушево и Крушевско влегуваат во овој проект. А тој проект значи знаете што значи тој проект? Значи носење на инвестиции во помалите населени места. Да им се помогне тука да дојдат отварањето на нови работни места. Да живнат селата, помалите градови. Затоа на сите што ќе инвестираат во наредните 5 години, благодарам. На сите што ќе инвестираат во наредните 5 години во помалите места, ќе ги ослободиме како држава, како влада,
10 години 100% ќе ги ослободиме од плаќање на персонален данок на доход и данок на добивка. И 50% од плаќање на доприносите за пензиско и здравствено осигурување. Плюс државата ќе им плати 10% од нивната инвестиција, како грант, помош. А за секој ново вработен, што бил невработен, и 6 месеци бил на агенција за вработување, ќе добијат по 2000 евра грант, но под услов најмалку 5 години да ги задржат на работа, инаку ќе ги вратат парите. За да помогнеме во помалите населени места да се вработат луѓето. Почитувани присутни, предвидуваме 600 милиони евра за поддршка на македонските земјоделци преку субвенции и други проекти. По најмалку 150 милиони евра секоја година за македонскиот земјоделец. Поддршката за земјоделците ќе продолжи, субвенциите ќе продолжат. Субвенциите ги донесе ВМРО ДПМНЕ и ќе ги задржи секогаш кога е на власт. За оние кои што садат различни земјоделски култури, а сакаат да инвестираат во проектот капка по капка, ќе помогнеме со тоа што државата ќе ги покрие трошоците за системот капка по капка, најмалку, односно не најмалку, точно 80% од трошоците за систем капка по капка ќе ги покрие државата. За да се добие поголем принос со помали трошоци, а поквалитетен производ. На оние кои што одгледуваат добиток и сакаат да го заменат со високо приносен добиток, крави, овци, кози, ќе им се овозможи исто така при купување на високо приносен добиток, 80% од трошоците да ги покрие државата. Сакаме да го издигнеме земјоделецот, да оди напред, да биде побогат, да види дека во оваа држава може не само да се обстани, туку и да се заработи добро од земјоделие. Да покажеме добар пример и за други држави. Ќе се воведат и земјоделски професионални советници, кои покрај ВМРО ДПМНЕ ќе бидат сојузник на земјоделците. И моделот е така осмислен, да успехот на земјоделецот е и нивни успех. Неуспехот на земјоделецот и нивен неуспех, зборувам во финансиска смисла на зборот. Драги пријатели, предвидуваме и многу други работи. 18 нови училишта низ Македонија ќе се градат, 78 нови спортски сали. За студентите, например, се предвидува оние што се запишале со партиципација од 400 евра. Ако во првата година постигнат успех од 8,5 просек на оценки, понатаму, се додека имаат таков просек, ќе одат на квота од 200 евра. Понатаму за студенти на државни факултети кои потекнуваат од самохрани и еднородителски семејства, значи на разведени родители, со примања под минималната нето плата, партиципацијата ќе им биде намалена за 50%. Исто така, ветуваме и целосни стипендии за постдипломски и докторски студии за студенти од семејства со пониски приходи, кои во преходното образование достигнале просек од 8,5. Во новата програма се планираат и градба на 6 нови експресни патишта, меѓу кои што е и експресниот пат Градско Прилеп со 4 ленти. Се планира исто така реконструкција на над 60 регионални патишта и многу локални патишта во кои што пак ќе се инвестираат 30 милиони евра. Низ државата ќе се изградат 140 нови детски градинки, а ќе продолжи проектот Купи куќа за млади, со кои што на сите млади до 35 ќе им се дадат огромни можности за купување или градење куќа. Например, да земат кредит на 20 години од 30.000 евра и 20.000 евра наместо тие да ги плати државата. Кај го има тоа? Или кредит од 50.000 евра, 30.000 евра му ги враќа државата, наместо да ги враќа тој кон банката. Драги пријатели, ќе имаме и нов проект по изборите, наречен Купи куќа за над 36 години. За оние што се над 36 и тие ќе добијат поволности, за да можат полесно да дојдат до собствена куќа или собствен дом. Почитувани присутни овде во Крушево, сакам да ви обрнам внимание на една работа. Во периодот од 2006 до 2016, период во кој што ВМРО ДПМНЕ е на власт, владата предводена од ВМРО креираше приближно 500 нови работни места за граѓаните од општина Крушево. Еве како. Во Крушево во 2006 година имаше се на се вработено 1024 лица.
Денес има вработено 1516 лица. Значи, невработеноста е намалена за 38%, а околу 500 лица повеќе се вработени. Оформивме индустријска зона Опаленик, каде во март 2017 ќе започне со градба грчката компанија за откуп на тутун Секе СА, инвестиција вредна 4 милиони евра. Оваа инвестиција, оваа компанија во финална фаза планира да вработи околу 300 лица, еден дел ќе бидат постојано, еден дел сезонски, во поголем дел од годината, а моментално работи во изнајмени простории на поранешниот тутунски комбинат, но засега само со 50 лица. Како што знаете, тука ќе се инвестира и во компанија за изработка на масло од канабис, која што исто така ќе вработи одреден број на лица. Значи, почнуваат да доаѓаат и во Крушево. Тоа многу ме радува. Многу се борев лично да убедам многу компании тука во Крушево да инвестираат. Затоа што гледав што е главната мака. И ме радува што еве почнуваат да доаѓаат и тука. Драги пријатели, се изгради локалниот пат Светомитрани Бучин, локалниот пат до Врбоец, патот до манастирот Свето Преображение, како и патот до местото Вршник. Вкупната должина на овие патишта е 11 км, а инвестицијата е вредна 62 милиони денари. Се изврши реконструкција и поставивме патна сигнализација и на патниот правец Стопанство Крушево, Свадуево, во должина од 27 км, со инвестиција од 10 милиони денари. Се осветли и клучката Прилеп Крушево, а се асфалтира и улици низ Крушево во должина од 2,5 км, а се попочија и 7000 метри квадратни улица во Крушево. Во Бучин и Врбоец извршивме асфалтирање на улици со должина од над 2 км, а во Светомитрани попочивме повеќе пешачки улици. Вкупно се инвестираа над 10 милиони денари во овие проекти. Со средства од 20 милиони денари за граѓаните на Крушево се изгради градскиот пазар, како и нов градски поштад. Извршивме и комплетна реконструкција на градскиот парк. Се изгради и водовод за околу 2000 жители во Бучин, Пресил, Светомитрани и Врбоец. Во ски центарот Крушево се направи осветлување на 2 ски патеки, се набавија и се инсталира опрема за производство на вештачки снег и реквизити за сноуборд паркот, се набави возило за подготовка на ски патеки и ски санка за потребите на спасителната служба. Во овој проект се инвестирани 1,5 милион евра. Се изгради музеот, спомен куќата Тодор Проевски, Тоше Проевски во Крушево, кој досега го посетиле над 250.000 посетители. Се реконструира музеот на Илинденското востание и на Крушевската република. Ова со 250.000 посетители, драги пријатели, толку многу посетители не дошле од 903-та, кога Аскерова дојде да го сузбие востанието. Драги пријатели, се реконструира музеот на Илинденското востание и Крушевската република. Направивме конзервација и реставрација на културниот дом во Крушево во вредност од 15 милиони денари и целосна обнова и конзервација на фасади на објекти од старата градска архитектура. Се реконструираше и 1 километар и 100 метри од секундарната водоводна мрежа во Крушево. Се изгради и цевковод со должина од 9 километри. Во викенд зоната Вршник се заврши изградбата на водоводната мрежа, канализацијската мрежа со пречистителна станица и улици, инвестиција вредна 1 милион и 100.000 евра. Се набави повеќенаменско возило за чистење на снег и копање ровови, како и ново возило за собирање на отпад во Крушево во вредност од 130.000 евра. Се покрена иницијатива за формирање на туристичка развојна зона во Крушево. Се создадува услови за привлекување на инвестиции во тој домен и ќе продолжиме да бараме инвеститор, нудејќи му ги условите на што ги нуди законот во туристичките развојни зони. Се отвори нов дневен центар за деца со посебни потреби, дневен центар за повозрасни лица, како и народна кујна за оние за кои што им е најпотребно. Во Светомитрани се изгради монтаж на основно училиште Кирил и Методи.
Се изврши реконструкција и санација на средното училиште Нао Наумовски Борче, основното Никола Карев, подрачното во Аудинци, подрачното во Норово и подрачното училиште во Пресил. Се изврши реконструкција и санација на здравствениот дом во Крушево. Во Крушевско се доделија само во последните 5 години 8,5 милиони евра за земјоделците како субвенција. Значи, само за последните 5 години во Крушево и Крушевско влегоа 8,5 милиони евра како субвенции за земјоделците во последните 5 години. Во рамките на проектот Рурален доктор, во општина Крушево се посетуваат повеќе населени места од лекар. Во Борино, во Белушино, Норово, Врбоец, Светомитрани, Долно Дивјаци, Пуста река, Острелци, Селце, Јакреново, Саждево, Ауданци, Милошево, Пресил и други. Во рамките на проектот за градба на фудбалски игралишта се изгради едно фудбалско игралиште во Крушево. А понатаму ќе гледаме да се стави вештачка трева за да биде континуирано функционално. Покрај ова на локацијата на спортско-рекреативниот центар Гумење, таму се изгради нели игралиштето, а се изгради и спортски игралишта во населените места Пресил и Норово. Драги пријатели, има и други работи, но сакам да споменам неколку работи што се планираат понатаму. Понатаму предвидуваме реконструкција на регионалниот пат Кривогаштан и Крушево. Вадење на асфалтот, рамнење и ставање на нов асфалт. 1,3 милиони евра. Предвидуваме уредување на тротоарите на главната улица во Крушево. Целосно ќе се реконструира првиот дел од патот Норово-Ауданци во должина од 3 километри. Се предвидува довршување на изградбата на водоснабдителен систем за подобрување на водоснабдување во Крушево со зафаќање на дополнителни извори на вода во Бушова планина или каде што ќе се овозможи да се најде вода. Информиран сум од градоначалникот дека има недостаток на вода за Крушево и тоа ќе ни биде една од главните преокупации. Доколку водата доаѓа од Бушова планина, инвестицијата би била вредна 230.000 евра. Ќе се изгради и канализацијска мрежа во населените места Бучин, Пресил, Светомитрани и Врбоец. Ако можеме и во други. Предвидуваме изградба на фекална и атмосферска канализација за индустријската зона Опаленик. Планираме градба на магистрален гасовод. Крушево ќе добие газ. Ќе има магистрален гасовод од Прилеп до Крушево во должина од 27 км, со што природниот газ станува достапен за граѓаните на Крушево, како и за индустријските објекти и други населени места, може и земјоделци што би развили оранжерии да го користат. Ова инвестиција, овој крак ќе биде 7,5 милиони евра инвестиција. Во моментов можам да кажам дека се гради гасоводот од Штип до Неготино. Потпишан е веќе договор и деновиве почнува градба на гасоводот од Неготино до Прилеп и од Прилеп до Битола, а ќе следи крак од Прилеп до Крушево. Се предвидува исто така отворање на 2 нови детски градинки во Крушево и Бучин. Детски градинки во Крушево и Бучин, како и дневен центар за деца со пречки во развојот. Предвидуваме изградба на монтажно училиште во Јакреново. Во спортскиот центар Гумење, во тек е изградба на 2 тениски игралишта. Едно повеќенаменско игралиште исто така се гради, а ќе изградиме и спортска сала, едно кошаркарско игралиште и фитнес зона на отворено. Како што кажав, за фудбалското игралиште предвидуваме опремување со вештачка трева, со што ќе се добие современ фудбалски терен, опремен и изработен по најновите УЕФА стандарди. Планираме и довршување на изградбата на спортската сала во Бучин. Предвидуваме реконструкција, ќе има реконструкција на споменикот Македониум, една направивме некаде во 2007-2008, сега уште еднаш, што ќе овозможи да се зачува овој значаен споменик. Ќе се продолжи и со активности со кои Меморијалниот музеј
спомен куќа на Тодор Проески во Крушево се афирмира како регионален центар за млади музичари од Југоисточна Европа. Проектот ќе придонесе за афирмација на постојниот музејски капацитет во меѓународни рамки, негова одржливост и постојан развој, а со тоа и повеќе туристи во Крушево. Ќе продолжиме и со санација на фасади на старата градска архитектура во Крушево, а воедно ќе ги осовремениме и депоата во музеите. И како што кажав, предвидуваме и да продолжиме со проектот Купи куќа за млади и проектот Купи куќа над 36. И убеден сум дека некои од граѓаните на Крушево ќе ги искористат овие несекојдневни, ретки, уникатни можности. Драги пријатели, затоа велиме на овие избори гласаш за тебе, за твоето семејство, за овие проекти кои што ќе бидат од корист за многу луѓе. Но истовремено гласаш и за Македонија. Во кој правец ќе се движи Македонија? Во кој правец ќе се движи и дали ќе се дозволи некој да ни ја парчи и распарчува државата со кантони и со такви работи? Не ни треба тоа. Имаме соживот, имаме држава, суверена, независна. Се почитуваме и ќе продолжиме да се почитуваме. Ни треба повеќе економија, ни треба повеќе работни места, ни треба повисок стандард и повисоки плати, ни треба понатамошна уште посилна поддршка на земјоделците, ни треба посилно здравство, ни треба подобро образование, поквалитетно, ни треба повеќе туристи, ни треба многу други работи кои што ќе не направат и поуспешни и посрекни. И на тоа ќе работи ВМРО ДПМН за сите граѓани, за македонците, за албанците, за власите, за ромите, за бошњаците, за турците, за србите, за сите граѓани во Република Македонија. Драги пријатели, на сето тоа треба масовно да се даде поддршка во недела. Повикајте ги сите ваши пријатели, роднени, подсетете ги дека тогаш е денот кога народот ја има моќта со пенкало во рака да одреди во кој правец ќе оди земјата и кои проекти ќе се прават во Македонија, од кои што корист ќе имаат сите граѓани. ВМРО има најуспешна и најголема програма, најдобар тим и најмногу се работи. Тоа се докажа во минатото. И СДСМ имаа шанса, и ВМРО имаа шанса. Сетете се што направиле СДСМ, што направил ВМРО. И јас сум убеден дека во недела поддршката убедливо, силно, мокно ќе ја добие ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Да сте живи и здрави. Да живее Крушево. Да живее Република Македонија.